Во овој момент во Кичево нема невработен доктор на медицина, што мислам дека е еден одличен резултат на оваа политика на инвестиција во млади лекари, медицински сестри со цел да не заминуваат од земјата, туку иднината да бараат тука, имајќи ги во предвид и другите мерки кои што како министерство ги имплементиравме во изминатите повеќе од 2 години. Тоа е платениот стаж за младите лекари, за гарантираното работно место за овој стажот по период од 6 месеци во рамките на здравствените домови, и сметам дека е тоа една политика која што даде резултат. Нема јавно здравствена установа која што не го зголемила капацитетот за најмалку 15%, што значи дека огромен број на лекари и медицински сестри се практично вработени. Разговаравме со менаџментот на клиниката, на болницата, се извинувам, во врска со организацијата и реорганизацијата, која што е во овој момент потребна за да се даде здравствена услуга на пациентите заболени од ковид. Има одлична организација, има посебен дел за триажа, мини амбуланта. Дел од кадарот од болницата во Кичево, медицински сестри беа и се уште се по системот на ротација на помош на колегите во инфективната клиника во Скопје и во болницата 8 септември, и тој систем на ротација продолжува и понатаму, а ние правиме стратегија за надополнување на кадарот со новите дипломирани и лиценцирани лекари кои што сега доаѓаат и медицински сестри за следниот период, имајќи во предвид дека на есен се очекува нов, уште посилен бран од оваа болест. Во овој момент сме пред оваа зграда која што повеќе од 30 години стои вака како карабина. 2 години интензивно работевме на расчистување на проектната документација и други проблеми кои што ги затекнавме, и конечно со одлука на владата се донесе, се официализираше решението да продолжи конечно со градба втората фаза, со што Кичево ќе добие модерна болница, онака како што граѓаните и пациентите во овој цел регион на вистина заслужуваат. Градбата би требало на втората фаза да трае некаде околу 2 години, што значи дека за 2 години се ќе биде завршено и соодветно опремено за да добие на вистина Кичево здравствена услуга, здравствена заштита така како што треба. Имаме у предвид дека огромен број и од иселените сите овие изминати години веројатно се должи на тоа што немале соодветна здравствена услуга. Верувам дека со овие инвестиции во јавното здравство таа слика конечно на територијата на цела држава ќе се смени. Благодарам.